Денеска нашата држава е домаќин на Светскиот конгрес на слободни безцарински зони. Мислам дека е тоа добра прилика да се разменат искуства помеѓу сите држави, дека во светот има над 100 држави во кои што има безцарински зони и над практично развојот во еден добар дел од економијата во тие држави се базира врз овој концепт. Ние како држава ги имаме безцаринските слободни зони и овие зони практично допринесуваат сериозно за развојот на индустриализацијата во нашата држава. Во последните 2 години концептот го променивме, сите знаете, направивме транспарентен закон во кој што направивме мерки кои што се јасно детерминирани како државата ќе ги поддржи сите инвеститори и во зоните и надвор зоните. Зоните привлекла и политиките практично на владата преточени во овој закон, привлекла 19 странски директни инвестиции во последните 2 години, добар дел од нив веќе се градат, некои и веќе почнаа со пробно производство. Сето тоа се преточи во еден сериозен економски резултат во порастот на индустријското производство, кој што во првиот квартал од 2019 година, во споредба со првиот квартал во 2018 година, бележи раст од 8,8%. Она што ќе биде предизвик во иднина е како да овие зони ги искористиме, да се привлечат странски директни инвеститори кои што ќе бидат од повисок степен на технолошки развој, не да запослуваат само ефтина работна снага, и мислам дека во тој дел сериозно успеавме да последните инвестиции кои што ги донесовме во нашата држава се точно од таков тип, каде што не се вработуваат масовно луѓе за минимални плати, него станува збор за производи од повисока технологија, каде што се вработуваат 300, 400, 500 вработени, меѓутоа при тоа еден добар дел од нив се со високо образование, со поголеми работни спецификации и од тука нормално и поголеми плати. Мислам дека е тоа иднината, дека треба во таа насока да се оди и точно така ги детерминираме политиките и тоа го правиме и го преточуваме во наша владина политика и среќен сум што тоа што слушно се на пазарот. Дали недостатокот на квалификуван кадар ќе биде ограничувачки фактор за привлекување на странски инвеститори во иднина? Значи сите ние треба да ја знаеме јасно структурата на невработеноста во нашата држава. Таа сега изнесува рекордно ниско, значи 19% прилика. Тоа се некаде околу 185.000 граѓани во нашата држава, но од тие 185.000 граѓани, само 105.000 граѓани се активни баратели на работа. Останатите од 105.000 до 185.000 не се пријавуваат редовно во Бирото за вработување, односно во Агенцијата за вработување, и со самото тоа практично и не знаеме колкав дел од нив се во државата, дали тие бараат работа и така натаму. Ако го земете само тоа во предвид, ќе видите дека тие 19% значително се намалуваат до некои 11%. Многу е интересно да ја кажеме структурата на тие луѓе. Значи, од една страна структурата е да над 42% од тие 105.000 се со возраст над 50 години. Овие граѓани практично се дел од тие кои што останале без работа, технолошки вишок, стечај и така натаму, но тие не се доминантниот број. Еден добар дел од нив се луѓе кои што се во делот на сивата економија и тоа мораме јасно да го кажеме. Тоа се сите луѓе кои што се, да речеме, молери во становите, почкари од занајчиството, кои што практично ги користат бенефициите од Агенцијата за вработување, а тие практично работат нешто на пазарот. Исто така интересно е да кажеме дека од тие 105.000 луѓе 50% се со основно или без образование. Практично тоа се луѓето кои што не може да ги абсорбира индустријата веднаш и затоа е потребно да се направи нивна преквалификација. Се разбира, нив не можеме да ги вратиме бидејќи имаат различна возраст во образовниот систем директно, меѓутоа мораме да смислиме некаков начин на нивна преквалификација да ги направиме да бидат соодветни на потребите на реалната економија и затоа оваа година определивме 20 милиона евра во Агенцијата за вработување, да точно во најголем дел тоа се пари за преквалификација. Значи ние на компаниите им викаме, еве, овој што е невработен, млад или било на која возраст граѓанин, вие земете го во вашата компанија, преквалификувајте го, а државата ќе го плати 6 месеци
неговата плата, неговата преквалификација, заради тоа што компаниите и најдобро знаат што нити им е потребно и како тие луѓе да ги преквалификуваат. Мислам дека со оваа мерка минатата година се запослија над 8000 луѓе и мислам дека тоа даде резултат, затоа уште поинтензивно ја продолживме оваа година. Можда е подолг мојот одговор, но мислам дека е значајно прашањето и затоа ќе ви кажам дека направивме дополнителна анкета заедно со УСАИД и заедно со некои невладини организации и здруженија во нашава држава и тука беа анкетирани над 3000 компании со повеќе од 7 вработени, значи не сите компании во државата, него над 3000 компании. И добрата информација е дека 1811 од тие компании оваа година доколку има би запослиле над 18.000 луѓе. Значи тие се спремни да абсорбираат 18.000 вработени. Меѓутоа, кога ќе видите што тие бараат и кога ќе видите кои се професиите што се бараат, тоа се од високото образование, например, машински инженер, електроинженер, IT инженер, градежен инженер и така натаму, технолог. Од делот на средните технички училишта се бара заварувач, оператор на CNC машина, се бара, да речеме, бравар, машински техничар, електротехничар, понатаму во занетските струки се бара возач на моторно возило, ракувач на градежна машина, градежен работник. И сега кога ќе видите дека тие компании бараат 18.000 вработени во нашата држава да вработат во моментот, ама кога ќе видите на другата страна на списокот на расположив кадар, такви не. И точно заради тоа не се случува тоа вработување. И затоа ние нашата политика мораме да прилагодиме на реалната ситуација. Пред се ние треба да бидеме свесни за реалната ситуација во државата. Таа реална ситуација е по еден дел и резултат на долгогодишниот девастирано назовен систем. Мислам дека тој апсолутно не беше прикладен на состојбата на економијата, него беше прикладен само на популизам во народот. И мислам дека тоа направи една голема штета која што треба да се санира со две мерки во главно. Едното е со акутни мерки за преквалификација на овие луѓе и второто е значи со промена на образовниот систем, што и како значи го спремаме и од веќе следната учебна година тој ќе биде адаптиран на потребите. Меѓутоа тоа ќе даде резултат после неколку години кога луѓето ќе поминат низ тој образовен процес, а во меѓувреме ние мораме да обезбедиме услови. Или пократко кажано на сето ова, треба да бараме странски директни инвеститори кои што ќе бидат не со масовно вработување 5000-6000 вработени, бидејќи веќе такви ние луѓе и немаме за вработување, него ќе бидат странски инвеститори кои што имаат сериозно влијание во економијата, кои што ќе произведуваат производи со поголемо технолошко ниво, кои што повеќе ќе се работуваат со домашната индустрија и кои што ќе запослуваат, значи, едуцирани кадри од нашата држава. Значи проблемот со работната сила е секако ограничувачки фактор за привлекување на странски инвестиции во моментот. Проблемот со работна сила е ограничувачки фактор за развојот на економијата генерално, бидејќи структурата на невработените не одговара на реалните потреби на пазарот и тоа е тоа што вице-премиерот спомените тоа што сега е државната помош. Колку државната помош е фактор за привлекување на странски инвеститори и зашто се уште не се објавени првите 6-7 договори за државна помош кои беа потпишани во изминативна година дена? Договорите се транспарентни, тие ги има на влада. Значи тие поминаа како точки на влада, на отворена седница на влада. Владините седници се сите, значи на електронската платформа на владата и мислам дека тие договори може секој граѓанин да ги види, се разбира и вие новинарите, тука нема никаква тајна. Се сеќавате дека тие договори порано минеа како класифицирани информации, односно на затворени седници на влада. Она што можам да ви кажам дека ниеден договор не е потпишан надвор од законот за финансиска поддршка на инвестициите, практично само различни компании користат различни мерки од таа поддршка. Така да апсолутно значи тие се отворени и можете да ги видите и да ги најдете, а доколку имате проблеми со тоа, јас лично ќе ви објаснам. За даривите ќе се добиваат и ќе се согласуваат со Тоа е проблем што на кој што поинтираат странските инвеститори дека не се согласени нашите царински ставки со Европската унија ќе се менуваат. Да, состојбата е навистина таква, дека еден добар дел од царинските тарифи во нашата држава се уште од времето на социјализмот
царината секаде во светот е да го штити производството, односно домашната индустрија, тоа е таа мерка за заштита. Во таа смисла, значи, ние се уште имаме царински стапки кои што штитат компании кои што одамна не постојат, како например за алуминиум, алуминиум одамна не постои, електромотори заради микроприлеп кој што одамна не постои, стакло заради стаклара кој што одамна не постои и така натаму. Така да мислам дека постои една сериозна созреана клима што и барање на сите инвеститори, на македонската економија и на странските директни инвеститори за една ревизија на тарифите царински во нашата држава, кои што секако со приближувањето кон Европската унија ќе мораме да ги прилагодиме и да ги промениме. И затоа дадовме како влада задача во рамките на Министерство за финансии во Царина, Управата за Царина, да се направи една анализа, да се види што тоа значи и каков импакт би имало врз буџетот, бидејќи мораме да бидеме внимателни и да не направиме сериозна дисторзија и на приливната страна на буџетот. И во таа смисла многу брзо ќе излеземе, значи, со заклучоци, но да, тоа е простор каде што има простор за подобрување. Благодарам.